На вториот ден од протестот на товарните превозници се придружуваат и автобуските возачи, кои своите автобуси ќе ги паркираат заедно со камионите на граничните премини, потврдуваат од Асоциацијата на автобуски превозници за Канал 5. Председателот на асоциацијата, Горан Трпковски, алармира дека од новите правила за престој во Шенген зоната постои опасност целосно да се затворат голем број на автобуски линии од Македонија кон Европа, кои на годишно ниво превезуваат илјадници патници. Замислете вие сега една линија ни од Македонија која би тргнала према Германија и се потребни 4 возачи. А престојот го евидентираат они, без разлика дали сме 2 часа или 15 часа, им го рачунаат како еден ден престој. И тука ги трошат деновите, а се ни се постара генерација возачите, замислете сега ние да ги исполнат тие 90 дена, по 180 дена, што ние имаме со другите 90 дена? Значи, може да се деси да имаме скроз затварање на линиите, едноставно да не можеме да ги експлоатираме. Да не можеме да превеземе патници како од Македонија према крајна дестинација во Европа, така и од Европа на. Това е добра опција за нас, превозниците, односно за возачите, да можеме да функционираме и да добијат виза или да ги зголемат деновите во една календарска година, да кажем. Ако сега имаме 90, тоа зголемат од 200 дена па нагоре. Трпковски потенцира дека освен по автобускиот превоз, новите правила ќе удрат и по туризмот во државава и регионот, со оглед на европските туристички групи кои одат на автобуски тури по Балканот. Премиерот Мицковски вели дека за овој проблем од владата го вклучиле алармот во Брисел уште во септември, а сега очекува проблемот да се реши и најави телефонски разговор со председателката на Европската комисија Урсула фон дер Лајен. Очекувам, барем од тоа што е последна најава, да ова се реши. Европската унија си има Шенген механизам и таа се држи до Шенген механизмот. Ние сега бараме варијанта како да излеземе во пресет на транспортерите. Протестот на товарните превозници од Македонија, Србија, Црна Гора, Босна и Херцеговина и Турција започна вчера со целосна блокада на транспортните терминали на граничните премини. Од Асоциацијата на превозните трговски друштва Макам Транс посочија дека новите правила за броење денови од престојот во Шенген зоната ќе имаат сериозни последици врз македонската и регионална економија. Дополнително, тие се на ставот дека со ова ЕУ го дискриминира патниот превоз, бидејќи бродските, железнички и авиопревозници со постоечка регулатива веќе се иземени од новите правила.